Јас пак слушам и читав дека следната година ќе има војна, дека следната година ќе има нова пандемија, што друго. И сето тоа што веќе го споменувавме, неделниот закон одамна е најавуван за следната година. Обединување на двете отпаднати религии, кривославната и римо-содомската, како поинако да ги наречам денес, бидејќи не се ниту е едната православна, ниту е другата католичка. Дури е најавено, замислете, на Светскиот економски форум е поднесен предлог за да се напише нова Библија. Библија согласна на новото време, новиот светски поредок. И Бил Гейтс лично ангажиран на тој проект. А замислете кој им даде благослов. Последниот римски, а првиот содомски папа во историјата го благословил проектот. Значи, ќе се напише и нова сатанистичка Библија, или е веќе готова. Да, све е готово. И вакцини има за следните пандемии, сето тоа е готово, само што не се кажува така. Низ медиумите. Јас се сеќавам исто така дека мијатата година, а верувам и вие се сеќавате, токму следната 25-та година ја идентификувавме како јубилејна година според единствениот податок во Библијата од книгата на пророкот Езекијел 40 глава, во кој што е спомената некоја, макар и индиректно, некоја јубилејна година од библиски времиња. Ако е тоа така, ние сме веќе влезени одамна во таа година. Се сеќавате ли кога почнува јубилејните години според Мојсеевиот закон, според... Да. Всушност, Рош Хашанах е новата година, еврејската нова година, на есен, со празникот на трубите. Пример, оваа година тоа беше на 3 октомври. И секоја саботна година, секоја седма, значи саботна година, што беше година за одморање на земјата, да не се обработуваат нивите таа година, почнуваше тогаш на Рош Хашанах и траеше до следниот Рош Хашанах, од едниот до другиот празник на трубите, или 1-7 во еврејскиот календар. Но јубилејните години не почнува на празникот на трубите, значи на 1-7, само јубилејните години започнува на кој празник? Исто во 7-миот месец. Трубите се тие на почеток, 1-7. Сеници се 15-7. Јом Кипур. Јом Кипур или 10-тиот ден од 7-миот месец, денот на помирувањето. Оваа година тоа беше од петокот вечер со зајди сонце, 11 октомври. Од 11 октомври сме ние влезени во јубилејнава година, која што ќе трае до следниот Јом Кипур, значи до следната есен. Дали е ова последната година од светот? Едно е сигурно. Ова е последната света вечера.
А во оваа година. Зашто сигурни сме дека нема да биде последна воопшто? Нема да биде последна за мене? За тебе? Знаете, првите христијани кои што живееле повеќе од 200 години во систематско прогонство од Римската империја, секоја седмица, некои дури и почесто во седмицата, се причестувале. Но секоја причест им била последна. Немало гаранција дека ќе бидат живи и здрави за наредната. Немале гаранција дека следното богослужение, следната седмица, повторно, ќе имаат причест. Дека нема во меѓувреме да бидат уапсени, затворени, мачени, убивани, фрлени на диви зверови, распнувани. Сето тоа било нивната реалност. Со тоа секојдневно жив, со тоа цели генерации христијани се раѓале и умирале во такви услови. Колку сме ние поинакви од нив. Сепак живееме во последното време. Дали сме спремни? Што ќе донесе следната година, не знаеме. И покрај сите најави. Но дали можеме да влеземе подготвени во неа? Можеме и треба да влеземе подготвени. Јас не би сакал повеќе да должам на таа тема. За денес, како што најавив уште минатата сабота, ќе одговориме на прашањето што го слушнавме пред 2 саботи од ова место. Дали Христос имал човечка ДНК? Така беше прашањето. Како одговарате на ова прашање? Според сето оно што досега го знаете. Христос бил роден од жена. Од маж не бил роден. Така? И сега, нашиот гостин ни постави прашање. Дали Христос имал човечка ДНК? Дали го знаете одговорот на ова прашање? Вие се сеќавате како тој одговори на прашањето. А вие денес како ќе одговорите? Мислиш? Сигурно? Честитам на искреноста. Знаеме или не знаеме? Дали може библиски да одговорите на ова прашање? Што мислите? Дали библиски може да одговорите на ова прашање? И тоа, штом библиски, ако можете библиски да одговорите, значи да имате сигурен одговор. Значи, слушнавте, пред 2 саботи слушнавте жив пример што верува новата теологија по ова прашање. Новата теологија од западните универзитети, како одговори на ова прашање? Како одговори на ова прашање новата теологија?
Не. Новата теологија порекна дека Христос немал човечка ДНК. Зошто така верува новата теологија? Затоа што новата теологија, како што реков минатата сабота, бара изговор како човекот да продолжи да си греши, да остане во гревот, а пак да биде спасен. Што е контрадикција. Невозможно. Сакаш да бидеш, тој како да речеш, сакам, ама и не сакам. Сакам да живеам, ама сакам и да умрам. Како им рече Исус Навин на израелците во свое време. До кога ќе... Како беше македонскиот превод? Тоа беше српскиот. Куцате пишува, Константинов пишува така. Или ќе се клатите на две страни. Значи, академскиот одговор од денешните адвентистички факултети на прашањето дали Христос имал човечка ДНК е не. И со тоа новата теологија застанала на страната на антихристот, бидејќи за антихристот што читавме? Дека самиот Јован, што напиша, да се подсетиме во неговото прво послание, првото соборно послание, четвртата глава, ќе се подсетиме, вториот и третиот стих. Прво послание на апостол Јован, четврта глава, вториот и третиот стих. Во првиот стих вели: возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите. Дали ово се однесува и на теолози, магистри, доктори по теологија, се однесува и на нив? Треба да ги провериме нив? Ама од вашата црква. Дали треба да им верувате на вашите теолози или треба да ги проверите? Дали треба мене да ми верувате или треба да ме проверите? Како гласаше нашата победничка парола од 21-та година против ковидот и сиот ковидиотлук во тоа време? Да, имавме на мислишти на транспарентот моето тело Божја собственост. Но паролата што ја кажував од катедра беше за тоа време и испаднавме во право. Само во Бога верувам, се друго проверувам. Дали е тоа сигурна формула и за сега, и за следната година? Значи, многу лажни пророци уште во времето на апостолите се јавиле во светот. Вториот стих. По ова распознавајте го Божиот дух. Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во тело, или изворниот текст прецизира во плот, грешното и смртното тело, од Бога е. А секој дух што не признава дека во тело дошол Исус Христос, не е од Бога. Тоа е духот на антихристот, за кого сте слушале дека доаѓа,
па и сега е веќе во светот. Сега може да ќе приговори новата теологија, па ние веруваме дека дошол во тело Исус Христос. И папата може да ќе исповеда, веруваме дека во тело дошол Исус Христос. Но не е тоа што го кажува Јован. Јован кажува дека Христос дошол во грешното и смртното тело, и во тоа слабо, грешно и смртно тело, значи ова исто тело што ја го носам, не сгрешил никогаш. Во тоа грешно, слабо и смртно тело го победил секој греф, секое искушение, иако во се бил искушан, како и ние. Ако имал поинакво тело од моето, дали ќе бил искушан во се, како и ние, како и јас? Не. Имал Христос човечка ДНК? Од каде знаете? Матеј 1 глава. Што кажува таму? Ме интересира. Значи целиот родослов. А како тоа го благодарам Перса? Како тоа апостол Павле го има резимирано? Да отвориме во посланието до евреите. Која глава? 2, точно, 2 глава. Што кажа тука апостолот? Ајде да почнем да читам од 11 стих. Да го отворим и Константинов, ме интересира. Евреите 2 глава, ќе почнеме да читаме од 11 стих. Имате Библија пред себе? Во било кој формат. Може и на памет да ја знаете. Ја знае некој на памет. Единаести стих. Бидејќи и оној што осветува, и оние што се осветуваат, и оној што осветува, и оние што се осветуваат, сите се од еден. И затоа Исус не се срамува да ги нарече браќа. Кого нарекува Исус браќа? Оние што се осветуваат, бидејќи и оној што осветува, кој посветува? И оние што се посветуваат, сите се од еден. Кој е тој што посветува? Вие рековте Бог конкретно? Добро. Можете да речете Исус и тоа ќе беше точно. Сите се од еден, тоа е од Отецот, тој еден, а кои се оние што се осветуваат? Кои се оние што се... Значи, Исус ги нарекува и не се срамува да ги нарече браќа кого? Оние што се осветуваат, според стихот, така? Не бегаме подалеку од стихот. Што ни кажува стихот? Што ни кажува Словото? Значи, кого Исус нарекува свој браќа? Оние што се посветуваат. Дали оној што не се посветува, оној што решил да живее во греф, во блуд, во неморал,
до крај не сака да се бори со своите слабости, не сака да се менува, може би сака да биде спасен, сака да има удел во Божјето царство, сака да има удел во Христовото тело, неговата крв, ама не сака да се откаже од гревот, не сака да биде посветен. Дали таквиот спаѓа во оваа класа што Исус ги нарекува своји браќа? Не, бидејќи тие не се осветуваат, не ни сакаат. И сега, Исус не се срамува да ги нарече браќа, велејки, ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, среде собранието ќе те славам. Тоа е цитат од Стариот Завет. И пак, јас ќе се надевам на него. И уште еден трет цитат дава од Стариот Завет. Ете ме мене и децата мои што ми ги даде Бог. Значи ги нарекува и своји деца. Кои? Оние што се осветуваат. Оние што се осветуваат. Дали се тоа сите христијани? Оние што се осветуваат? Сите што тврдат дека се христијани? Не. Дали се тоа сите адвентисти? Не. Сите не веруваат во посветување. И не ни сакаат да се осветуваат. Значи, оние што се осветуваат, Христос ги нарекува своји браќа и ги нарекува и своји деца. Сега, 14 стих. Што вели 14 стих? А бидејќи децата се учесници во телото и крвта. Го разбирате ова? Значи, оние што се осветуваат, Христовите браќа и истовремено Христовите деца, тие се учесници, значи имаат удел во телото и крвта. Од што се направени тие што се Христовите браќа или деца? Од што се направени? Од тело и крв. Од што сме направени ние? Од плотта, телот, грешното, слабото, смртното тело и крвта. Значи, бидејќи децата се учесници во тоа, така и тој зеде какво учество во тоа? Еднакво учество во тоа. Значи, Христовата ДНК е човечка, иста човечка ДНК или не? Е. Пак новата теологија падна во вода. Дипломите, титулите, докторатите паднаа во вода. Христос зеде еднакво учество во паднатото, грешното, слабото, смртното тело. Ама како не ли имал и божествена природа? Ете, пред 2 саботи слушнавме дека Христос немал човечка ДНК затоа што имал божествена природа. Тука, значи, треба малку лекција по христологија. Дали фактот што Христос имал божествена, не само човечка, туку и божествена природа, значи дека имал поинаква човечка природа? Не, значи Христос, уште раните црковни оци рекле, сосем точно, Христос има 2 природи, а тие 2 природи, божествената и човечката, не се слеале. Значи,
не се добило некоја мешавина, некоја трета природа од двете природи и некоја мешавина, па за да има поинаква ДНК. Значи, Христос си има божествена природа, Христос си ја имал од Витлеем до крстот оваа иста човечка природа, ова исто грешно, слабо, смртно тело. Тие две природи не се мешаат. Тоа е една личност, Богочовек, една личност, но со двете природи. И тајната за неговата победа, неговиот успех, може да ја наоѓаме во божествената природа, но тоа не го менува телото. Телото е исто, како ова што јас денес го носам. Истото тело. Не била поинаква човечката природа, затоа што имал божествена. Го разбирате ова? Но, новата еретичка теологија бара разлика во телото, не во духот. И тука веднаш да објаснам што мислев јас пред 2 саботи кога ја водев тогаш библиската поука, кога реков дека треба да правиме разлика, треба да се прави разлика помеѓу грешната и паднатата природа. Ако се рече така, грешна природа, значи природа, може да не се мисли само на телото, туку се мисли на целата личност, човечкиот дух, неговиот карактер, целата човечка душа. Христос немал грешна природа во тој смисол, затоа што тој неговиот ум никогаш не бил грешен, неговиот карактер никогаш не бил грешен, тој посветен дошол, безгрешен дошол и безгрешен си заминал од овој свет. Во тој смисол Христос немал грешна природа. Неговиот дух, неговиот ум, значи биле чисти и безгрешни од почеток. Неговиот карактер, но телото било исто како нашето. Да. За жал немаме време да читаме многу. И затоа прашањето на овој начин и го завршувам целото моje проучување од посланието до евреите оваа есен, уште во октомври започна. Значи, речи си цело тромесечие. Само да ги довршиме следните зборови до 18-тиот, до крајот на главата. Значи, бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа, еднакво, та преку смртта да го победи оној што ја има власта на смртта, односно ѓаволот. Тука се наведува другата причина зашто требал да зеде еднакво учество, зашто требало да има вакво исто грешно, слабо и смртно тело, бидејќи само тоа може да умре. Само грешното, слабото и смртното тело може да умре. Супермен може да умре. Ангелот може да умре. Та преку смртта да го победи оној што ја има власта на смртта, односно ѓаволот, па да ги ослободи оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. Интересно. На кој начин ѓаволот може да не држи под робство? Преку стравот од смртта. Имајте го ова на ум кога ќе дојде следната пандемија. Преку стравот од смртта. Но Христос не ослободил и од тоа. Што значи, ние не мора да бидеме робови никому. Скапо сте купени, вели Павле. Не бидете робови на луѓе.
Немојте да им робувате на луѓето, бидејќи скапо сте купени, им пишува на коринтијаните. Немојте да му робувате на гревот, затоа што сте ослободени, Христос ве ослободи, ве купи. Не му припаѓате веќе на стариот газда, на ѓаволот. Понатаму што вели? 16 стих што вели? Тука во двата превода не е точно преведен стихот. Точниот превод во 16 стих гласи: затоа што не од ангели примил природа, туку од семето Авраамово. Каква ДНК имал Аврам? Каква ДНК имал Давид? Каква ДНК има Христос? Ако прецизираш, да, семитска. Ти каква имаш? Не е битно. Благодарам. Благодарам. Христос имал човечка ДНК или не? Имал. 17 стих. Бидејќи е Аврамов потомок, како што ни посочи и сестра Перса. Затоа тој мораше во се да личи на браќата. Забележете го овој стих. Што значи ова дека Христос во се морал да личи на браќата, за да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите на народот, зашто во она што сам претрпе откако беше искушен, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Ако Христос не бил искушен, ако не го поминал тој пат, ако не ги претрпел тие искушенија што вие ги имате, дали може да ви помогне? Дали денес Христос може да ви помогне во некое искушение што го имате, ако тој самиот не поминал низ тоа искушение? Според ова не може. За да може да ви помогне, тој требал во се да биде искушен како и вие. За да може да ви помогне, тој требал во се да личи на браќата. А кои беа браќата? Оние што се осветуваат. Значи, истото тело што го имаат браќата, но и истиот дух, затоа што браќата се посветуваат, посветените. Христос имал посветен дух, посветен ум, посветен карактер во грешното тело. Тоа е тајната на побожноста. Сеќавајќи се на оваа голема вистина, на Христовиот совршен живот во ова грешно тело, не во некое друго, поинакво, и на неговата, заради сето тоа, неговата единствена помирителна смрт и крв, која што единствено спасува, единствено простува, единствено таа чисти, единствено таа оправдува и единствено таа посветува, ќе пристапиме и ние денес на обредот Света вечера, последен за оваа година. Да не даде Бог да биде последен лично во нашиот живот, воопшто, но не се плашиме ниту од тоа. Ако сме подготвени, може Господ и да не земе од овој свет и од овој живот. Дали е тоа проблем? Не. Пред тоа ќе пристапиме кон обредот на понизност, обредот на миење нозе, и затоа во мир и тишина ќе ги замолам прво нашите сестри да пристапат да го извршат тој обред во долната просторија,
а потоа сите останати кои што ќе сакаме да земеме учество, сите што сакаат да земат учество во обредот Света вечера, замолени се да земат учество во обредот на понизност или миењето нозе. Останатите што ќе седиме во молитвениот дом, замолени сме во мир и тишина да го запазиме духот во него. Ви благодарам.